Добро вечер, почитувани гледачи. Еве уште една епизода на подкастот Go Rural, кој што го спроведува локалната акциона група Плачковица преку проектот Од фарма до Вилушка, кој што е финансиран од Европската унија и го спроведува мрежата за рурален развој на Република Северна Македонија. Оваа вечер имаме една изворедна, несекојдневна една личност, која што зрачи со нејзината позитивна мисла, позитивни активности кои што ги прави во заедницата, кој што е јога учител, психолог и укренувач на локални иницијативи. Скопје или Радовиш? Радовиш. Утринска јога или вечерна медитација? Утринска јога. Кафе или детокс напиток? И кафе и детокс напиток. Традиција или трансформација? Трансформација. Што прво менуваш, мислата или навиката? Тоа е исто како да ме прашате што е јајце и кокошка, мисла. Домашна пита или протеински појадок? Домашна пита. Јогата е дисциплина или слобода? Јогата е слобода. Мир или амбиција? Мир. Женска интуиција или стратегија? Интуиција. Кога жената е најмоќна? Кога е мирна. Со нас оваа вечер и имаме господја Теодора Костовска. Добро вечер. Добро вечер и добро ве најде. Теодора, вие не сте од Радовиш, но живеете во Радовиш. Која е причината да се напушти една урбана средина, вие ќе кажете од каде, и да дојдете да живеете во една помала, ајде да не речем рурална, ама така наречена рурална средина како Радовиш? Ми се допаѓа помала средина, што би значило и причина зашто сум јас овде. Како психолог велам, а и како некој бидејќи најавата беше таква, нели, јога учител значи сфера на духовност. Само тогаш кога ќе ги исцрпиме рационалните концепти, кога она што ни знаење, умење, вештина и така натаму, која ни е во умот и која ни е логично, здраво, рационално, логично, само тогаш можеме да поминеме во една друга сфера на постоење. И практично за таа друга сфера на постоење во која сум јас, моето истражување покажа дека колку помала е средината, толку по, како принципот на свесноста, колку повеќе опуштаме, толку таа повеќе се шири, толку таа повеќе може да пенетрира во нешто се вика подсвесно. Така да причината да сум во помала средина значеше заситеност од бука, значеше заситеност од содржина која нема, односно активности кои немаат содржина. Кои се активности само за активности кои треба да бидат бројка, тие стануваат рутина подоцна. Затоа што вие одите во театар не затоа што има театарска представа и затоа што ве интересира содржината. Говорам сега во голем број, се извинувам за тука никако не сме да се генерализира и никако не сме да се свати тоа дека за секого станува тако или се однесува на секога, но да кажеме станува оној момент каде што не е важно да бидеме видени, не е важно да ја прошитаме гардеробата, не е важно да ја прошитаме шминката, многу одговорно го кажувам ова. А што е под тоа, тоа веќе и не е важно, затоа што под тоа голтаме, мислам, тоа статистиката фармаколошка го кажува колку голтаме тоа што се нарекува лекови што воопшто не се. Така да практично да ја направам долгата приказна пократка, она што мене ме донесе во Радовиш беа пар луѓе за кои јас и кога доаѓа визитинг онака да на нивна покана да се одржуваат, затоа што мојата логика беше ако вас ве има 5 мина, 6 мина, 10 мина, тогаш е многу поедноставно и полесно и попрактично и порационално, ова многу свесно го кажувам, да дојдам јас кај вас, отколку вие 10 мина да дојдете и да по секоја цена бидете во големиот град, кој ни малку не е голем ако зборуваме за Скопје. Бидејќи јас сум била и во многу големи градови, или сум боравела во големи градови, така да
Тоа со големината само значи дека што поголем град можете многу полесно да се изгубите. Кога ќе влезете во сферата на духовноста, тогаш почнувате да се пронаоѓате и да се вам ви е важно она најтешко прашање кој сум јас. А тоа веќе не е важно дали сте во Радовиш, дали сте во Скопје, дали сте во било кој голем град, тука е внатрешниот капацитет колку сте способен да бидете искрен кон себе си. Дали значи дека и помалата средина нуди можност за поблискост до природата? Апсолутно да, апсолутно да. Тоа е помалата средина живее во природа, живее повеќе обкружена со природа. Има помалку асфалт, има помалку, има повеќе можност на дофат на рака ви се нештото што се викаат планина, на дофат на рака ви е нештото што се вика село, на дофат на рака ви е она што е храна која ја произведува селото. Морам да потенцирам, Македонија има голема предност тука да се уште има здрава средина и може да произведе здрави производи. Така да тоа ви е баш вака на дофат на рака. Кај што не мора да идете во супермаркет за да ги имате некои работи. Не им знаете потекло од каде се, како се, што се, туку ги конзумирате. Значи, ако мене, сега влегуваме во друга сфера, ако мене ме донесе нешто во помала средина, тоа е напуштање на конзумерство по секоја цена. Прекумерно конзумерство може да. Како сте прифатени во локалната заедница тука, после толку време? Па тука треба да ги прашате луѓето околу. Добро, вие како се чувствувате? Јас се чувствувам одлично. Одлично. Јас се чувствувам, како би рекла, знаете кога еднаш сте дома внатре во себе, тогаш небитно е каде сте, вие сте дома. Да. Кога еднаш ќе излезете од она мало јадро на јас и личноста матурира во ние, тогаш е универзумот во вас. Дали беше тешко да започнете тоа што го правите сега во Радовиш, имате свој јога клуб или академија, ваша? Како е? Беше тоа се формира предизвикот во една средина кој што нудите нешто ново, кој што до претходно не постоја. Не академија, туку моите активности се врзани за фондацијата која јас ја представувам. И логиката беше таа, ќе дојдам јас наместо вие да доаѓате. Тоа е попрактично, порационално, подобро, а далеку поефективно и ефикасно. Правам разлика помеѓу едното и другото. Кога доаѓа, велам како она доаѓав и одев, има неколкумина овде кои сум го кажала тоа тогаш, пред веројатно 7-8 години, можеби и повеќе. А сега, ставам печат на тоа дека овде постојат луѓе за кои вреди да се постои. Кои се чувари на традиција, кои се образовани. Имаше една ситуација што е образован човек, ми се допадна мојот професор Иротич велеше образован човек е оној кој има образ. Чи не диплома, не титула, не, кој има образ. Преведено може да стои зад своите постапки, не ја симнува главата долу. Не дека нема срам, и како има срам, ама предходно го чува моментот на тоа како се однесува, за да не мора да ја симне главата. И тоа се работи што мене премногу ми се допаѓаат, и тоа се работи што јас ги наоѓам овде, затоа што таа динамика која не оттуѓува од себе си. Алиенацијата во светот е огромна, па и во големите градови или поголемите градови во Македонија. Современата технологија, начинот на живење, динамиката на живење, таа влијае врз квалитетот на животот. И сега слободно можам да кажам, нели, врз сите истражувања што сум ги направила, врз делата што сме ги напишале и така натаму, дека не го кажувам ова јас, го кажува емпирија, го кажува наука. Тоа е дека алиенацијата, односно оттуѓувањето е огромно. И кога вие сте во голем град, а сте сам, сте осамен, тогаш каде е квалитетот на животот? Дали тоа, да речеме, предноста на малата средина ги нуди да не се чувствувате толку оттуѓени и да бидете поинтегрирани во заедницата? Да кажеме, сега како и се, малата средина има своја предност, има своји мани, и тие се рака под рака.
Јас повторно велам како човек кој е на патот да интегрира и помага во интеграцијата на личноста, велам дека не може едното не го исклучува другото. И ние кога ќе научиме дека додека правиме добри дела, има една компонента внатре во нас која е во нас. И таа е интенција, умот има интенција да шета, има интенција да се сомнева, има интенции што би значиле и негативни квалитети. И сега моќта на човекот е тоа што може да трансформира или да трансцендира, а тоа се сите тие негативни во себе структури што ги има, да ги трансформира во позитивни дела. Тоа е сублимација. Така да предноста во малите средини е да поголема е предноста, побрзо да се освестат и да може да се трансформираат, односно трансцендираат. Заедницата во голема мера сама регулира многу односи и многу побрзо помага. Сега таа ќе заштити од, да кажеме, современи заболувања од типот на, ама ќе донесе други кои се пак проблем на колективното, каде што се потиснува личниот аспект, се потиснува, тешко се мобилизираат на лично ниво, тешко се активираат во ентузијазма, да. Затоа што во заедница, сега, ама ние сме сите поврзани, дали сме ние во... Дете како ќе ви кажат, успехот не се простува. Да, поготово во малите средини, па и во големите средини успехот. И сега тоа е повидлив, можеби, не? Така. Во малите средини. И тогаш тој сиров. Затоа што јас ми криво што не почнавме да што значи мала или рурална во однос на урбана. Да. Има своја карактеристика, има, да не одземаме време, се може би во некоја друга прилика или во некој друг момент каде што јасно ќе се направи дистинкцијата што значи рурално и што значи психологијата на луѓето во тие услови, така е, и што значи урбано и психологија, односно начин на однесување во урбано. Повторно се враќам на моментот, ако ние сакаме да интегрираме, тогаш едното е компатибилно со другото, не го исклучува. Супер. Ама еве сега ми отвори прашање. Не знам дали имате перцепција, вака младите, посебно во руралните средини, имат интенција и намера да идат да ги доживеат големите урбани средини. И мислат дека малата средина ми е ограничувачка, не им дава можности да се изразат, да творат. Па е ограничувачка, на некој начин е ограничувачка. Но да кажем, јас повеќе би рекла сега таа интенција да младите луѓе од рурални, која е многу во правењето на дистинкција. Ние сега веќе не може... Рурална средина во минатиот век и сега е многу различна. Рурална, дали под рурална средина спаѓа некој кој има мобилен телефон, Wi-Fi, кој има современа технологија на телевизор, има не знам колку канали и може да биде достапен во светот. Современи домови. Современи домови, начини така да е голема прашање, односно дискутабилно. Сега што значи рурална средина сега? Да. Тоа е, може би велам, и тоа социолозите најдобро би можело да кажат. Мене ми е криво што живеам во земја што нема сериозни истражувања, што не ги прави. Ова било една фантастична работа за да дознаеме која е разликата и какви се тие поместувања на рурална средина некогаш и рурална средина сега, што би значило и урбана средина сега и некогаш. Затоа што вие сега да кажеме каде можете да ги видите градските манери. Градските манери. Градските, да. Во големите градови? Не. Не. Ева одговорна ќе ви кажам, не. Затоа што е тамо исто така една мешавина, еден микс и вие не знаете, вие во театар веќе не одите со респект на театарот, на куќата, на домот. Так. Домот, нели, кој е и каде што треба да бидете, одат во фармерки, во джинси, скинати со така како што се оди во некоја кафетерија. Так. Тоа не е веќе урбан начин на однесување. Да. Затоа велам, тие дистинкции што треба да се направат, што значи? Овде сепак ќе видите во помалите средини, сепак ќе видите градски облечени, од глава до пети, на главата шапка која е адекватна,
со адекватни целосна гардероба и адекватни кондори и така натаму, кои се чисти. А иако се во помала или да речеме кои се рурална чисти. средина и се чисти. Сега, руралната средина би значила вие од дома излагувате во кал и тешко се одржуваат чисти обувки, затоа што тие не личат на така на она што би значило асфалт, на она што би значило чисто и така натаму. Не мора да значи. Затоа вам сега правиме, нели, правиме некоја дистинкција, што тоа не значи дека некој што е во рурална средина не може да има добри, скапи, убави кондури и да ги облече и да отиде во градот и да биде тоа. Мислам дека младите луѓе тамо ги носи прво се изиницирани од тие современи начини на живење, представени преку медиумите. Социјалните предсе. Така. И каде што вие по секоја цена сакате да влезете во како мачарот во чизми, не? Сакате да влезете во модерни. Ма умеете ли да ги носите? Да. Да, не умеете, се носите со ништо. така, умеете ли да ги носите? Умеете ли да направите разлика во која средина, што се носи? Како се однесува, дали тоа соодветствува со начинот на вашето однесување, со вашиот говор, со вашата артикулација на нештата што ги правите. Зашто можете, ние сега имаме супер современи, облечени девојки, млади луѓе кои живеат во рурална средина, кои се образуваат, кои доаѓаат во град, за да се образуваат, ама тоа се патишта и тоа не е скокам од едно во друго. Знаете, тоа е повеќе мака за оној што скокнал во нешто што не го чувствува како свое. Или што не го познава. И не го познава. Да. И тогаш е една маскаријада која се случува во големите градови. Многу се извинувам за искреноста. Па не, тоа се ваши лични согледувања, а и јас ги делам истото мислење. Да. Така да овде ги среќавам, овде среќавам многу градски манири, овде среќавам прекрасни луѓе со одлична содржина. Пред некое време се смеевме као кремот на некој град. И овде имаше една предрага моја пријателка која вели: па каков е тој крем кој нема мастраф? Мастраф. Не, крем без мастраф не може да биде крем. Така е. Значи, крем кој ние го знаеме што значи крем. Една домакинка во урбана средина, она знае што значи торта. Да. И каков е кремот што треба да дојде во тортата, не? Кои се колачите, кои се сервираат за кои празници. Така да тоа се работи кои се, сега тоа би рекла се финеси, не? Ама тоа е одликата и тоа е разликата на урбано и рурално. А ние кога живееме сега во време во кое се измешано, и вие не знаете ни во кое време сте ни, и надвор ке ве прашат во кое време ти живееш, појма немам, среќаваш некој кој размислува како да е од 19 век, а може би и повеќе, во однос на национализам. Да. Зошто го прескокнуваме тоа како одлика на големите градови, ако вие не сте го надминале моментот на тесно, она што нели го носите како карактеристика на провинција или провинцијализам. Шепотам не. Добро, ова тема, да, провинцијализам. Знаете, малку во Македонија звучи као и навредувачко, може би повеќе за некој, остане може не треба така да се гледа на. Па сигурно дека не треба, ние не можеме да одиме чекор па натаму. Јас не случајно ви ги кажувам овие, тоа се фази, тоа се оделенија, тоа се нивоа кои ние треба да ги совладаме, да ги живееме, да бидат наши, да ги усвоиме како не може да бидат. Ви секаде во светот треба да имате неколку генерации кои живеат во тој град за да кажете дека сте од тој град. Сега да кажеме, мене ми е Белград нешто што ми е близу и ова. Баш заради тие, ја се сеќавам како дете, имаше една терминологија на они се доđoši. Тоа значи дојденци од некаде. И ние почнуваме сега да го чуваме градот, пошто оние се од дојденците кои, мислам, замислете го тој ужас по секоја цена. Тоа е некоја тивка војна, кама прашате мене, и психолошка и социолошка. Така да, дали ќе ги надминеме тие ментални матрици, дали тоа дали ќе се плашите од исто, ме прашува, не мислиш ли дека провинција, дека не.
тоа што ќе падне малку прашина на моите лаковани кондори, не значи дека јас не знам или нема да ги носам моите лаковани кондори тамо каде што е место за нив. Така. Сигурно не е во нива и сигурно не на планина. Така. А сега вие кога ќе место. Не, сега вие ќе отидете на планина и ќе видите што луѓе кои знаат како која е адекватната гардероба за планина. Да. Не, мислам и како сега ќе направиме разлика помеѓу што е урбано, а што е рурално. Да, рурален стил. Кои се вашите ученици? Еве тука со јогата да се навратиме малку на таа тема. Па јас ќе се чувствувам сега. Прво би требало да биде секој. Секој што сака да работи на себе, секој што сака да се спознава себе си, небитно каде живее. Спознавањето себе си значи да јас бидам во средината во која сум најдобриот пример на однесување. Здравиот пример на однесување. Че ако ги апсолвиравме моментите дека не треба по секоја цена да бидат или она дистинкција. На јога оди само некој што е образован или што е, рекавме, тој што има образ, а не што има диплома, зашто до ние другите, јас барем имам така, малку една задршка. А задршката е затоа што искуствено ќе ви кажам, веќе седата коса ми дозволува, не, а и многу работи кои имам оставено позади себе како научен момент. Ќе ви кажам дека колку образовното ниво е повисоко, перфидноста на играта е пожестока. Да. И тука на човечко ниво веќе ми нема никакво оправдување. Апсолутно. Ако вие се образувате за да развивате арогантност, ако вие се образувате за да храните его и амбиција, ако вие се образувате тогаш паѓате на човечко ниво, тогаш што да ви кажам јас? Да, што ви е предизвикот или каде човечко? Со среќа, така. Со среќа нека. Да, со среќа во изборот. Тоа е прашањето. Значи, што сакам јас да направам, да бидам добар човек? Пред се. Не може во хиерархијата на приоритети или вредности на највисокото место да биде профитот. Да. Па каде god да живеете? Ако вие по секоја цена одите на ниво на профит, тогаш за мене не зборува за добар човек. А немате човечки аспекти, а немате развиено емпатија, а немате развиено супер интуиција која ќе ве одреди како во стресни ситуации да направите правилен потек, да донесете правилна одлука, да бидете смирен, да имате смирение. Сега веќе во таа џунгла од урбана средина смирение станува измислена именка или science fiction или што год, не? Да. Тогаш за какво образување зборуваме ако вие не знаете што е смирение? Дали јогата е за жени или за мажи? А дали водата е за жени или за мажи? Дали храната е за жени, за мажи? Жените се кон Па тоа... ако одиме по логиката на тоа дека жената е поинтуитивна, тогаш И емпатична. Јогата е за оној кој сака да во себе, затоа што јас сум во интегрирана личност, значи изнивелиран анимус со анима. Тоа значи и машкиот и женскиот аспект во нас, како архетипови. Да. И сега дали ќе ми кажете дали ова или она? Не, ако мене имам јас пред себе нешто што мене ќе ме интегрира во сите мои позии, нема да ме прави арогантен, нема да ме прави агресивна, нема да ме прави завидлива, нема да ме прави зајадлива, нема да ме прави сега брзо. Но тогаш е тоа. Морам да напоменам, одлично, не знам дали го имате како прашање, дали, ама и да го немате одма сега ќе го кажеме овде. Јогата нема никаква религиска конотација. Чи не дали мажи или жени, да ги расчистиме веднаш во ова. Дали православните може да вежбаат јога и дали е апсолутно тоа што вас ќе ве направи подобар христијанин или подобар муслиман или подобар. Тоа е дали јас ќе ве прашам, бидејќи јас работам со здив најмногу, ќе ве прашам дали поинаку дишат
оние кои имаат ваква боја на кожата или оние кои Или имаат ваква онака. религија или да. Така, значи, одиме сега по боја на кожа, дишеме еднакво. Дали е крвта црвена во лицето на црнец или во кожата на црнецот? Каква е крвта? Крвта на црнецот е црвена. Така да крв е крв, крваток е крваток и ние треба да ја правиме таа разлика и не треба да... Знаете како, за мене е предизвик да се совлада внатрешниот страв од туѓо и поинакво. Да. Затоа што ние независно каде живееме, ако се плашиме од некој што размислува поинако од тоа како размислувам јас, тогаш ми е џабе се. Ако јас доживувам опасност од некој кој живее и се однесува поинако од она како јас се однесувам, без правила, космогонски говорам правила, Така. тие се одредени. Ама најмногу се плашиме од тоа што не е непознато и тоа што не може да го разбереме и што го служи. И сите си имат некој, да речеме, гард. Тука ми е окей. Тука ми е така, комфорно. Комфортно, да. Тука ми е зоната на комфор и јас имам, па тоа се предрасуди. Ја го наметнав прашањето дали за жени и за мажи, сакав да чуам едно ваше мислење, бидејќи најмногу од голем дел од темите кои што ги обработуваме, посебно и препораките кои што следуваат за руралниот развој, е дека жените во рурални средини се слабо интегрирани, поготово на Балканот, да кажеме, заради некои традиционални врски, традиционални размислувања, традиционални однесувања, па можеби и верски поврзани некои работи. И сакам да чуам едно ваше мислење како нели емансипацијата, посебно за жените во руралните средини, дали за нив живењето во рурална средина е нели ограничувачко, без можности, дали има можност за нивен личен развој и така натаму. Сигурно дека има и би морало да има. Неве сега најобичен пример што ми паѓа на памет. Некогаш начинот на молзење на стада, крави и овци, што и да е, било така, односно било не само обврска, туку се изведувало рачно. Да. Мануел, ние сега имаме современи начини и тие се сигурно тамо донесени, така да веќе имаме, затоа велам, технолошкиот развој, тој го прави своето. Но ние живееме сега во време во кое брзиот технолошки развој краде, односно да размислувам дали да бидам дотолку прави дегенерирање на емоционално ниво. Значи ние имаме во рурални средини, во урбани средини деца со мобилни телефони каде што имаат нула емоционална интелигенција или ретардирана емоционална интелигенција. Така да не сметам дека жената или живењето во руралната средина, јас велам само е хендикепирана, секоја има своја специфика. Да. И секој во секој сегмент, односно во секој сегмент од општественото живење знае со што би требало да се занимава. Ако се определи да има стадо овци, крави, да се занимава, тој треба да биде сосема во тоа едуциран. Што значи едукацијата треба да му биде достапна. Што значи дека треба, а тоа е обврска на урбаниот човек. Не да тежне она што нам ни се случува сега, да селото го преселиме во градот, па не знаеме ни дали сме во село или сме во град, каде што во петок не можете да излезете од големите градови на наплатните рампи, затоа што нели сите од градот си одат дома. Извинете ако урбано дело или звучно. Баш реално. Ама реално е така, тоа е онат, не треба нешто многу да сте. Вие ќе го видите тоа и вам ви е јасно. Да. И сега вие што правите? Глумите? Ние само глумиме некоја улога. Да. А ако си ја прифатиме сериозно, одговорно, и ако таа ја работиме како треба и како личи, тогаш вие можете да бидете маестрален земјоделец кој ќе има најдобар производ и ќе се гордее со него. Да.
и ќе биде гордост за сите нас, бидејќи ќе им покажеме некаде каде што немаат такви производи, дека ова е производ од Македонија. Да. Е здрав, да одгледа на некаков. Ние имаме семиња кои сега веќе ги нема, така тие се исто мутираат, неова, што тие прават, то ќе видиме што ќе излезе. Хибридни семења кои што сакат да ги заменат традиционалните сорти на производство, да и невкусовите се заменуваат веќе, каде што знаеме ние, нели, кои ќе идеме негде во странство, нема тамо патлиџенот, пиперката нема вкус, немаат вкус. Кај што и кај нас еве наметнува се тоа постепено, заради тоа, не знам, таквите карибридно, да имат по, да речеме, да бидат на изглед по-добри. На вкус секако не, меѓутоа барам на изглед за на пазарот. Тоа е тоа зашто зборуваме. Изгледот е важен. Да. Кремот, а ако нема ако тоа нема содржина, ако нема се што треба да има, вкус, мирис, полнотија, исполнетост, тогаш е така, јадете заради тоа да нешто јадете, немате. И ние сега доаѓаме до момент што е она што ќе ви предизвика задоволство. Што е современа жена во рурална средина за вас? Па секоја жена на која е достапна ова за што зборуваме. Значи да она може да го развие тоа што го прави и го прави на еден маестрален начин. Да, да речеме, например, во руралните средини, дали значи дека мора жената да биде традиционалната улога во руралната средина, тоа да биде домаќинка, која што се грижи само за производство на храна, и тука негде заробено за домот. Знаете каде јас го гледам проблемот? Проблемот е во тоа што ние ги подценуваме. Заради собствена, сега зборувам како психолог, заради собствената несигурност и заради собствената нејаснотија во себе кој сум. И заради она што е развиена арогантност, вие подценувате нешто што е далеку високо би требало да се вреднува. Тоа е честност и честно произведен или честно направен производ. Зашто ние сите имаме во развојот на личноста треба да има процес и тој да има финален исход. Треба да има производ, конкретен производ. Ако ние кажеме или немаме подценување кон производ што го произвела една жена на село, а тоа е, ние треба таа да ја почитуваме и да ја вреднуваме како треба да ја вреднуваме, а не кон неа да се однесуваме со понижување. Знаете како, ние се сведовме во развојот на личност на човек кој е чесен, кој е искрен, кој сака поштено да го одработи тоа што го, дека е тој јаден, дека е беден, дека тој што не умее да лаже, тој што не умее да манипулира, да ова, него види јадник, му остана уште само да биде чесен. И остана да живее во селото. Така и остана да живее. Тука е проблемот кај човекот и човештвото. Тоа е моментот што ние, јас го гледам независно каде живее. Ако вие некој кој ве храни, гледате со подценување и не му ја знаете и почитувате вредноста, џабе ви е другот. Да. Мене ако ме Се согласувам, јас останувам без прашање, бидејќи дефинитивно ги погодувате. Зашто сум јас овде? Затоа што е неподнослива арогантноста во. А исто така ќе ви кажам, со арогантен човек не влегувајте во диалог зашто станува агресивен. И тој ќе го брани својот став. Нема да презада, нема да има, тој нема кочници во тоа да ве навреди, во тоа да лично посегне, да ги измеша баби и жаби, да ви каже нешто, да употреба, па само забележете каква е терминологијата, каков е вокабулерот што го користи, дали е урбан, дали е градски би рекла, дали е култивиран, дали е образован. Начинот како се однесувате, начинот како комуницирате, начинот како е. Што е лошо во тоа што семејството е собрано на маса и јаде во исто време? Сите заедно. Тие традиционални потребности да кажеме. Дали таа жена треба да се подценува? Не, по мене треба да се велича. Основната улога на жената
е да го чува огнот. Да. Ние сега имаме многу измешани работи. Ние имаме многу измешани улоги. Ако сега Бермандов триаголник во исполнување на улоги психолошки, или сте жртва, Спасител. или сте прогонител, или сте спасител. И сега така, и ние тука сега Ако трчаме. сме заглавени во да... Така, во тој и сега триаголник, дали е важно дали сте на село или сте на ако. Тамо секој ја знае својата улога и ја изведува. И сега дали се уште имаме такви. По мене такви треба да се чуваат, треба да се вреднуваат, треба да се... Затоа што има здрава основа се уште. Има здрава Ова е здрав нагризано. живот, има Ова е присуство на нагризано. Ова е здрава нагризано храна. другата. Речеме, еве, Здрава сега, например, храна. Еве, баш сакав да зборим и за тоа. Производството на здрава храна значи здрав живот, здрав ум, да речеме, природен во природа. Така е. Селото ги нуди таквите можности. Така е. Вие во градот, Само што ги нуди. ние во градот, Има. да. Ги има. Селото ги има, тоа е неговото окружување. Да. Здрав еден аспект. Ама зошто па тогаш, речеме, од психолошки аспект, каде е потребата да мораме да идеме, не знам, во големиот град, да јадеме некоја, се изразам, жаргонски junk food или таква некоја... Затоа што е таа брза. Затоа што е тоа Ама зошто е наметнато? наметнато. Тоа е јарем. Тоа е јарем кој е наметнат. Ама тоа е наметнат од нео, тоа е наметнат од повисоки, нели, каде што ние секога зборуваме и ако одиме во таква градација, немам никаков проблем да ви кажам, јас сум човек кој како млад мисля веројатно затоа што го обожавам Достоевски и тогаш и сега. И сега се повеќе и повеќе се потврдувам во тоа што Достоевски го кажува над Европа треба се плаче. Да. Сега вие кога ќе погледнете состојбата, или каде сме, затоа што е тоа глобално село. Реално, објективно, со сиот технолошки развој, ние живееме во едно огромно глобално село. И не наметнуваат конзумерски И ни норми. наметнуваат конзумеризам кој треба да биде ваков, ти треба да изгледаш така, за да бидеш успешен. Ако ме прашувате како психолог, ние сега тие почнуваат, нели, да ги третираме, да ги лекуваме. Сега веќе се кршат копија, дали во номенклатура, burn out, чувениот, нели, согорување во амбиција, во желба, во наметнати темпа и така натаму, станува и ќе се третира како односно како болест, која ќе се третира, па ќе одат луѓето на боледување и така натаму и така натаму. Тогаш се прашувам во однос на квалитетот на живење. Да. Во однос на квалитет на оно што се вика човека, јас не сакам и одамна го имам напуштено, мислам дека скоро и никогаш не е. Ми пречи кога ние по секоја цена зборуваме за човекови права. Заборавете на права ако ги заборавиме вредностите. Така. Дајте На да ги прво место. поставиме човековите вредности, Да. што е градска особина. Била. Така, ниеден градски човек нема да навреди. Ниеден градски човек нема да понижи, зборувам за градски, за граѓанин. Нема да Подценување, со навреда, Не, тој не е загрозен. Тој не е загрозен, неговиот интегритет не е загрозен. А му ја знае вредноста и го знае придонесот што треба да го направи. Не е важно сега веќе каде живеем. Ако човекот смета се уште дека може неговиот рационален ум да се стави во коштаци, да се бори со вештачката интелигенција, изгубена е битката. Да. Па било да сте тоа во најголемиот град. Каде год да сте. Или во најмалото населено место. Ето така. Да. Вие имате, но се уште и дали имаме опасност и дали ќе се плашиме да дали стравот рурална или од урбана средина, кој е опериран од страв? Па мислам дека во урбани средини повеќе се окружени. Различни типови на Различни, страва. ама многу повеќе стравови во Така. урбаните средини. Почнуваме така, нагризана е веќе постоењето, екзистенцијата. Дури можеме да направиме разлика. Дали
имаме поделба на ако е љубомора, завист, Може одсуство во на урбаните емпатија. средини љубомората не е толку доминантна, пошто не може да ги познавате сите. Може во помалите средини има повеќе на доза А на да, ама љубомора, затоа што се лично компетитивноста. знаеме. Ама компетитивноста го носи тоа. Да. Ви имате љубомора во семејството. Да, друга урбана, да речеме. Имате љубомора и таа ве гризе. И вие ако љубоморите некому не можете да го сакате. Исто и поврзано со безбедноста. Мислам дека Така е. малите Така средини е. нудат побезбеден Така е, и се помирен уште. живот, за разлика во урбаните средини. Измешани се сега веќе затоа што велам и технолошкиот развој но се уште има предност и се уште има и секогаш ќе има, јас сум од тие непоправливи оптимисти кои и верници кои сметам дека природата и универзумот ќе си го направат својот баланс. Ама природата ќе најдете во руралната средина. Ако сакате да, ако ја барате. Ако сакате да и ако ја перцепирате. Ако вие во село живеете во сон за да бидете во град и во некое затворено станче каде што немате никаков допа и ќе бидете таму и тоа живење ќе ви биде страдање. Нема да ви биде живење. Го имаме тој тренд. Последните Како години имаме како тој синдром, тренд, некако се тренд. напуштаат населените места, поготово По секоја цена. По секоја цена да купат стан. Пример, во Струмица, во Штип, во Скопје. Балконска тиква да стане. Балконска, да, тиква. Да се ограничи на еден простор кој ше, не знам, 40, 60, 80 квадрати, а каде што во селото имате Не, вие ќе продадете нива, вие ќе продадете страна за да купите 200 квадрати стан, оти така со 200 квадрати стан, вие ќе бидете гал во друштвото. Нема да, мислам, ќе бидете формално, ама нема мастрав. Дали ќе припаѓате таму? Ама нема мастрав. Дали ќе припаѓате вие таму? Ќе имате одело кај што ќе биде, ќе имате возило. И возило и ќе бидете несреќен во тоа. Дали тоа Бидете среќен? несреќен во тоа. И ние сега имаме тренд урбан каде што треба по секоја цена да бидат среќни, а среќен ќе бидеш само така ако изгледаш како што медиумите ти кажуваат и тука нема никаква автентичност. Така да од тој аспект ако ме прашате, овие помали средини па дури така ја направивме дистинкцијата помеѓу рурална и урбана, нуди повеќе можност за автентичност, затоа што е поврзана со природата. Така. Јас имав дедо кој се сеќавам во детството излегува колку беа тие поврзани со природата, колку знаеа да ги читаат знаците. Во некој август тој излегува надвор, гледа небо, рано во некоја зора и вели попладне ќе врне. Јас мелам како ќе врне, види какво е август месец, види пукнало ова плаво небо, како ќе врне. Врнеше. Затоа што тој има друга поврзаност и тој детерминира други аспекти. Ја чита природата, да. Тој е поврзан, ја чувствува природата и знае своето однесување да го прилагоди на. Ние сега немаме прилагодени однесувања. Не е важно каде живеете. Однесувањето не е прилагодено. А не е прилагодено затоа што нема правилна едукација. А нема правилна едукација затоа што немаме трпение за време на развој. Тоа е потребно време. Информација едно, едукација е друго и таа подразбира процес на едуцирање за да дојдеме до знаење. Знаењето е цел. Ама треба да помине процес. И тој процес на прочистување, тој процес така кога ќе извадите нешто сирово од планина. Најдобриот дијамант, ако не го помине процесот на прочистување, а то значи многу, и кршење, и полирање, и тогаш ќе излезе најскапиот дијамант. Ама тоа е земан од природа, така? Во рацете на некој кој е креатор, кој уме, кој знае, кој е вешт и направил производ. Тој што ќе направи таков добар, здрав, одличен и ќе биде единствен. Јас ќе односно ја симнувам капата тука. Не, и заедницата ќе го препознае тоа. И заедницата ќе го препознае. И неговите вредности ќе препознае.
Пак ќе се кажеме на вредности, значи зборот ја Вредност, само вредност. Вредноста треба да биде на прво Човековите место. вредности на врвот на хиерархијата, не профитот. И после надолу кои ќе дојдат сите може да ги редиме. Така е. Теодора, многу убава дискусија имавме некое време. Би сакал на крај, твое мислење, твоја препорака, посебно за младите, и за жените во руралните средини. Како за оние посебно што се двоумат дали да направат исчекор напред, па да ги напуштат руралните средини. Посебно за младите ме интересира. Што би била твојата порака? Дали да направат исчекор на било Да ја каде? напуштат руралната средина Сега, или треба да идат да пробат да видат како е големиот град? Да, привремено да. Образование да, секако. Движењата се неминовност. И промени. Нема и промените се неминовност. И тие треба да дали живеете се целиот овој муабет беше во таа насока. Да. Каде живеете, што негувате и така натаму. Така. Значи образование да. Само образование и наука може да го спаси, да ги врати, односно да ги крене вредностите што се. За да може да ги постави работите секој на свое место, што е апсолутно нужно, затоа што повторно сега како она што го имаме ние внатре конфузно. Тогаш е конфузно на секаде околу. И ние тоа на секаде околу не можеме да го средиме додека не го средиме внатре во себе. Тоа е како во станот што е важно да биде чист. Знаете кои се активности кои се одвиваат во бања, кои се активности кои се одвиваат во кујна, кај му е местото? Каде му е местото? Да. Тоа е тоа. Значи немаме сега ако се измешаме, каде фрламе ѓубре? Ние имаме ѓубре. Да. Ама каде го одлагаме тоа ѓубре? Дали го фрламе секаде во секој, дали јадеме во секој ќош од стана, дали тоа е неред. Така. За да дојдеме до некаков ред, потребен е процес, потребна е едукација. Јас сум за тоа. Апсолутно да. И потоа да стане избор во однос на квалитетот. Да. Затоа што сега повторно велам, има нешто што е трендовски, има нешто што се социолошки движења, кои не можете да ги спречите, ниту треба, ниту може. Светот се движи, нема константа, нема статичност, се движи, се движи. Треба човек да се најде себе си. И затоа мора прво да ги искуси оние, па ако е желба да речеме, желба да во голем град, добро да го искусат. Не треба да се плашат ни оние кои живеат во град од оние кои живеат на село, Да. ниту пак оние кои живеат на село да се плашат или да копнеат, зашто и овие имаат и своји мани, и своји слабости, човекови, Так. и се има своја предност и слабост. И сега прашање каде вие што ќе гледат. Дали ќе ги броиме слабостите и ќе кажеме бидејќи сме ги избројале само слабостите и ние доаѓаме до заклучок, ова не го бива. Да. Или ќе кажеме дека се има и едно и друго, па вие сами одбирате. Тоа е исто, дали имате способност, вештина, капацитет во еден огромен молд, сега многу така, да го одберете парчето што е за вас. Да. И тоа е вистинска уметност, да не речем, или умешност. Тоа е уметност, Да. Сега Од во голем Британија, избор, вие од голем погледнете избор. Што се случува, френетично пазарење, купување, исто недостатоци, ме некој ме прашат да се внатрешни недостатоци. Да. Немате вредност, има повторно велам, естетиката е составен дел од животот и од етичкиот начин на однесување. Да. Ама дали ние посветуваме внимание на она што се вика етика, било каде живееме? Дали има обврска, дали ние чувствуваме еден кон друг обврска да одиме во таа насока, да некој, ако нешто не знае, кажеме дека треба да го смени. Не, ние бараме другите да се менуваат, ние сме вакви. Да. А промените тргнуваат сите од себе. Промената би требала да Од себе. од себе. Да. За да биде добра промена. Да. И сега кога секој ќе го исчисти својот двор, ние ќе имаме супер чиста средина. Така. Благодарам.
Зашто? Беше ми задоволство. Ви благодарам Ние можеме, за мислам можеме ние да дискутираме и многу на овие теми, меѓутоа сепак имаме ограничено време нели за да можеме да за самата емисија. Ќе оставиме некои работи и за друг пат да ги стигнеме за некоја следна, па и некои вака поинтересни теми, баш од психолошки аспект да ги разгледаме нели како што направивме на анализа на состојбата, посебно живот во село, живот во урбана средина, во рурална средина. Благодарам. Ви благодарам и вам за поканата. Штувани гледачи, ова беше четвртата епизода од Одиме рурално. Се надевам дека ви се допадна дискусијата која што имавме со госпоѓа Теодора Костовска. Следете ни понатаму во наредниот период, каде што ќе следуват и другите емисии. Благодарам. Пријатна вечер.